Почитувани гледачи, добар ден. Вторник, време е за нова епизода од емисијата Медицинско катче. Лето е, пеколни температури. Доаѓа бебе. Како да се справиме со бебето на овие пеколни температури? Има ли влијание летото на доењето? Како се дои во текот на лето? Што треба да правиме кога сме на одмор? На овие, меѓутоа и на други прашања кои што се поврзани со бебешката нега, утрово зборуваме со медицинската сестра Наташа Џамбазовска од приватната болница Џибадем Систина. Господја Џамбазовска е исто така и едукатор за доење. Добар ден. Добар ден. Најавив дел за она што ќе зборуваме во денешното интервју. Еве најнапред за доаѓањето на бебето во овие пеколни температури. Јас лично мислам дека еве да почнеме од жената, дека најспосакуваната работа во животот на една жена е да постане мајка. Так. Во моментот кога ќе се случи тоа, кога ќе дојде бебето на свет, мајката е преплавена со чувство на бескрајна среќа и радост. Меѓутоа во тие такви чувства, да речем, исто така е преплавена и со чувство на неизвестност, на несигурност, на страв. Ќе го види бебенцето, ќе го земи и ќе каже, еве јас сега станав мајка, меѓутоа што понатаму. Да. Дали ќе знам да го смирам бебенцето, дали ќе успеам во процесот на доење, дали ќе биде доволно моето млеко, значи мајката е преплавена со безброј прашања. Ние, медицинските сестри на одделот за неонатологија, имаме клучна улога во тоа прилагодување на мајката и во едукацијата за доење, бидејќи доењето е природен процес, меѓутоа представува и еден вид вештина која треба да ја совладаат и мајката и детето, за кој треба упорност, трпливост, мајката да биде цврсто решена и убедена дека сака да го дои бебенцето. Мајчиното млеко е, да не речем, најдобриот избор за нормален раст и развој на едно новороденче. Има многу адаптирани млека кои се приспособени и адаптирани. Меѓутоа, единствено само мајчиното млеко ги има тие антитела, посебно во колострумот кој се лачи во првите 3 дена, кои ќе го штитат бебето од многу болести во текот на животот. Доењето нема само привилегии за самото бебенце, за подобар имунитет, за подобра исхрана на мозочето, ќе го штити во текот на животот од многу респираторни инфекции, од многу алергиски промени. Меѓутоа, од доењето има бенефити и самата мајка. Значи, докажано е дека мајката која се одлучила да го дои бебето, побрзо ќе се опорави од самиот пороѓај, помалку изложена на канцерогени заболувања на репродуктивниот систем, така да од самиот процес на доење имаат бенефити и мајката и детето. Секако и дека е еден од најефтините и најлесниот начин на исхрана. Меѓутоа, мене како некој што работи долги години на тој оддел, вака најфасцинантно и најмногу, да речем, инсистирам бебињата да се дојат од еден друг аспект, затоа што при самото доење мајката го гушка бебенцето, му зборува, го гледа право во очи. Практично таа му ја дава сигурноста на бебенцето. Таа сигурност што ја осеќа бебето при самиот процес на доење, исто така научно е докажано дека понатаму ќе влијае многу во формувањето на карактерот на бебенцето и во да речем, таа самодоверба што ќе ја стекне во текот на животот. Има ли разлика во почетокот на доењето, бидејќи спомнав и во воведот на интервјуто високите температури, дали се случува некаков друг процес, односно дали бебињата потешко прифаќаат или можеби полесно на вакви високи температури?
И за самиот тек на доење, колку пати често имаат мајките нели на милион прашања, дали е доволно на 2 часа, дали треба да го дојам секогаш кога ќе плаче, колку му е доволно на бебето, колку време треба да го дојам. Може ли да дадеме одговори на дел од овие прашања? Да. Значи, веднаш од кога ќе се породи мајката, нели, ние го носиме бебето кај мајката и велиме да го ставиме бебенцето да отпочне процесот на доење. Првото прашање кај повеќето мајки вика зошто го ставам, јас се уште немам млеко. Значи, многу битен во целиот процес на доење е бебето да се стави во првите часови најбрзо што може после породувањето. Зошто е тоа битно? Затоа што во првите часови кај повеќето бебиња рефлексот за цицање е најсилен. Колку побрзо се стави да цица бебето, толку побрзо ќе го научи целиот процес на доење и ќе стимулира побрзо да дојде млеко. Нормално е да немаат мајките на почетокот млеко, значи треба по време за да се воспостави тој процес на доаѓање на млеко. Што треба да прават мајките? Бебето често да се става на града, значи да не спие, да го потсетува мајката. Често, значи, неколку пати, да речем, во тој интервал да го става 10 минути на едната града, на другата, значи да биде краткотраен подојот, но чест. Практично така и стимулираме да најдојде млеко. Кога ќе го стави мајката бебето на града, тоа виднаш ќе заспие и треба да го потсетува. Зошто спие? Затоа што за нив тоа е напор, Сигурност, значи да, треба да се научи да го вежба тој рефлекс бебинцето. Да трае, значи, пократко, кога ќе надојде млеко, практично негде 72 часа после породување, доколку го ставала мајката често на града, значи да не поминуваат повеќе од 3 часа помеѓу подоите, тогаш ќе почне да надоаѓа млеко. Тоа практично е дента пред да си оди мајката. Млекото може да надојде наеднаш за неколку часа. Вообичаено тој ден тогаш е поизразена таа физиолошка жолтица која ги успива бебинцата. Мајката ќе осети претходно, нели, како треска, па тврди гради, топли. Бебето не сака да цица заради таа физиолошка жолтица и тогаш мајката малце ја фаќа паника и се плаши дека нема да успее во самиот процес на доење, дека градите ќе бидат цело време тврди, дека бебето ќе биде цело време поспано. Морам да кажам, вака искуство во предходните години и сега, во последниве години некако од премногу информации понекогаш тие можат да и контрапродуктивни да бидат, затоа што многу често на мајките им сугерираат, им ги кажуваат собствените искуства. Треба да се консултира, знаеме дека одат на едукативни предавања, меѓутоа многу често кога ќе дојдат ќе речат јас бев на едукативни предавања, но сега не можам, ништо не знам. Нормално, нели, вежбањето на кукла и да се земи нели живо бебенце, посебно кога знаете дека вие сте таа што е одговорна за бебенцето, е сосем нешто друго. Ние велиме дека треба да се дојат децата, меѓутоа треба да се има малци разбирање за мајката, посебно, да речем, уште еднаш да повторам, заради тие да речам чувства и емоции и несигурност, значи треба малце да се соработува со мајката и да се има индивидуален пристап, значи секоја мајка и секоја бебенце се посебна приказна. Значи, ако некоја мајка веднаш успеала во доењето и веднаш побрзо и дошло млеко, не значи дека некоја што малце поспоро и оди тој процес на учење на доењето, дека нема да успее. Ние во овие години сме виделе многу мајки кои во почетокот на вистина им било тешко, се плашеле, не сакале да го стават на града, меѓутоа кога си отишле дома, успеале во процесот на доење
Обично секогаш им кажувам на мајките да не се обесхрабруваат ако немаат доволно млеко, кога ќе си одат дома, значи да не се плашат бебињата дека ќе останат неухранети. Ние секако ги следиме, 24 часа сме достапни на мајките, доаѓаат еднаш неделно на контрола, им кажуваме што треба да следат, посебно вака еве да спомниме во летниот период, значи често да цица бебето, мајката да се рехидрира, значи да пие течности, вода, чаеви, негде околу 2 литри во 24 часа. Многу е битно да одмара мајката, затоа што бебињата не распознаваат што е ден, што е ноќ. Во текот на ноќта можеби ќе бара често да биде до мајката, само малце ќе цицне и после ќе само да ја мирисне мајката, да ја усети, практично тие распознаваат веднаш под мирисот на телото и ќе заспие. Значи мајката ќе биде уморна и затоа велиме во било време, кое време од денот кога бебето спие и мајката треба да одмара, значи семејството да има разбирање и да ја помагаат на мајката, да нема како дополнителни стресови и многу да не и се сугерира, затоа што и хормонален ќе има некој дисбаланс во првите недели. Можеби ќе се случи мајката и да плаче, да биде така пораздразлива. Така и се почеста е таа поспородилна депресија кај денешните мајки. Значи, пак ќе речам најмногу заради тие информации што ги добива од други луѓе кои понекогаш со советите знаат да кажат јас тоа веднаш го направив или веднаш ми дојде млеко или веднаш научив да дојам. И знаете за една ранлива мајка која можеби поминала така подолг процес во додека родила бебенце и тоа за нејзе ќе стане така и ја руши самодовербата. Така да може само да се помага, да се даде подкрепа на мајката, кога е бебето така пораздразливо, поплачливо, да и се помогне малце да го земат, да го причуваат за она да се одмори. Колку треба да трае еден подој ако млекото нели е веќе надојдено и како мајката да препознае дека бебето не е гладно? Така. Кога ќе надојде млекото, значи во првите денови велиме нели по 10 минути кога треба да се стимулира. Меѓутоа кога ќе надојде млекото, практично тоа млеко е повеќе полно со масти кои ќе го заситат бебенцето. Велиме дека подојот треба да трае најмалце 20 минути на една града, активен подој, што значи активен подој да цица па 6 до 7 секунди да се одмори и да продолжи. Ако не продолжува, мајката треба да го подсетува. Тоа значи 20 на минути на една града. Ако е таков активен подојот, се мисли дека за толку време бебето треба да ја испразни градата. После тоа треба да го придржи справено бебинцето 10 на минути и да ја понуди другата града. На другата можеби ќе цица само 5 минути, ќе се успие, но порано ќе се разбуди. Значи, треба веќе неколку недели за да се воспостави тој ритам, бебето да се буди на 3 часа. Во првите недели ќе се буди често, затоа што повеќе заспива при самиот подој, не е толку активно и заради тие причини мајката често го таа што одлучила да го дои бебето го остава на града. Како ќе знае мајката дека бебето е доволно нахрането? Најбитно од се, значи да ако е градата испразнета после подојот, за да биде градата испразнета и да биде успешен подојот, клучно, освен ова што да се става редовно на града, клучно е да биде добро позиционирано. Практично тоа е најбитниот момент и затоа ние во нашата болница им помагаме во првите денови да им покажеме како треба добро да се позиционира бебето. Не само што е битно добро да ја празни градата, да биде успешен подојот, битно е за да не ги разрадни брадавиците па да ја биде болен целиот тој процес на доење. И исто така понатаму, ако не е добро позиционирано, многу често може да се појават првите знаци на тој фамозен мастит од кој сите мајки многу се плашат. Значи тој се појавува ако бебето не е доволно добро позиционирано, не ја празни градата и нема така чести подои.
освен тоа да е празна градата, ќе мерат да има урина бебенцето, значи на 3 часа да е измучкано, некогаш повеќе, некогаш помалце. Значи, ако има помалце од 6 полни пелени во текот на денот и помалце од 2 до 3 пати столица, се вели дека му треба се уште млекце на бебето. Значи, ќе ги следи пелените, празната града. Тоа се знаците по кои треба да се води, а не да го мерат бебето. Дури и на првата контрола која ќе дојдат кај педијатар, ако малце бебето е паднато во тежина или е исто како што го испуштиле, не треба веднаш да ги фати паника, значи педијатрот ќе им советува дали ќе треба дохрана или не, меѓутоа процесот на доење е процес кој трае подолго и доаѓањето на млеко се случува целиот месец, значи не е тоа само 1 недела до 2. Колку е доволно да се дои? Еден период пред 10 години се пропагираше таа идеја дека што подолго треба да се дои, па имаше деца кои што веќе одеа зборува, па можевме да ги видиме нели на секаде како ги дојат мајките. Колку е доволно од периодот на растење на бебето, значи дали е тоа неговата навршена прва година, 18 месеци, кога велиме дека му е доволно мајчиното млеко? Така. Тоа сепак треба да биде индивидуална избор на секоја мајка. Светската здравствена организација вели да се дојат бебињата првите 6 месеци ексклузивно доење. Има мајки што дојат и до 2 години. Бебенцето да има 2 години, нели нормално, во меѓувреме се вклучува и друга исхрана. Че тоа е индивидуално, јас лично мислам дека до година дена еве да речеме убаво, меѓутоа не е ништо погрешно и до 2 години ако сака да го подои бебенцето. Одбивањето на бебето не е толку стресно за бебето колку за самата мајка. Така да 6 месеци ексклузивно доење, а понатаму сами треба да си одлучат мајките, да речеме еве можеби до година дена е идеално да се дои. Меѓутоа и порано ако се одлучиле да го прекинат доењето заради одредени причини, нели почнуваат да одат на работа, им е стресно. Така да не е ништо страшно, меѓутоа барем првите 6 месеци да биде ексклузивно доење. Така. Околу пакетите кои што ги нудите сега во моментот за самијата техника на доење, да ги запознаеме и идните мајки, меѓутоа и тие што се сега тазе породени, зашто конкретно станува збор? Така, па нашата болница како една од поголемите и поголемиот и помодерен центар не само во Македонија и во регионот, одлучи ова лето да направи пакети со така еден мал попуст за новите родители. Промоцијата трае од 15 јуни до 15 септември. Во тие пакети, значи, спонтаното породување од 90.000 до 100.000, зависи кој доктор го врши породувањето, а породување со царски рез од 110 до 120.000. Во тој пакет спаѓа, значи, лежечките денови, лабораториските анализи што треба да се направат во припремата на самото породување. Инаку имаат 10% попуси мајката и детето на нашите услуги во целиот до крајот на животот во нашата болница. И исто така тука влегува и епидуралната или спинална анестезија за безболно породување. Тоа е вака да речеме еден символично една вака благодарност према родителите што ете одлучиле да ни ја дадат довербата да се породат кај нас во нашата болница. Госпоѓа Џамбазовска, за крај на интервјуто еден совет до идните родители. Кога ќе дојде бебето, треба да се плашат, не треба да се плашат, што се треба да направат за да нели се направи, се створи еден близок однос и нели секако да немаат проблем со доењето.
Па, знаете, вака ние од страна нели им викаме не се плашете, меѓутоа тоа е процес што сите родители го поминале, пак ќе кажам, освен чувството на среќа, на страв, ова среќа и возбуда, они имаат и се плашат, тоа е вообичаено, затоа што практично тие се единствените кои треба да се грижат за бебенцето. Тој процес ќе помине, значи многу често се случува, да речем, ќе го земат бебенцето во првите денови мајките и плачат бебињата, ќе дојдеме ние, ќе го земеме, се смирува, вика зашто кај вас се смирува, викам немојте да се плашите. Бебенцето усеќа дека вие сте вознемирени сте затоа што сте родители, во почетокот вие повеќе ќе се плашите за бебето отколку ќе уживате. Значи бидете спремни дека тоа ќе помине, гушкајте го бебето, галете го, бебињата сакат да ми се зборува, да бидат до мајката, така си ја препознаваат, нели, веднаш кога ќе го земи мајката, ја препознаваат по мирисот на телото. Тоа им советувам често да го прават, без разлика дали одлучиле или не да го дојат. Така да тој процес ќе помине, нема да биде вечно, треба време и за мене лично мислам дека најдобро родителите, мајката и таткото, најдобро можат да си го гледаат собственото дете. Добро е да му даваат совети, но да не бидат тие премногу така нападни. Значи, како решиле они да го гледаат бебето, така е најдобро. Значи, да остават сами, да се снајдат. Тој страв и тоа несигурност ќе помине, нема да биде вечно така. Да бидат со бебето, еве совет за овој летен период. Да, тоа ми беше баш прашањето за крај, што би им советувале околу доењето, меѓутоа да не ги заборавиме и оние што се со дохрана, бидејќи таму е поспецифично. Да, така. Значи во летниот период многу е битен моментот да не е претоплено бебето, да не биде преоблечено, да има само еден слој памучен, да речем, облека. Мајката што дојде, нели, уште еднаш да повторам, да пие течности, бебето редовни подои да има, додека не се направи тој ритам на 3 часа да цица бебето, значи почесто да го става на града. Тоа зборуваме се за бебињата што се дојат. Дома да пуштаат клима, кој нема клима може слободно да отвараат врати, да го вадат бебето веднаш надвор, значи да не чекаат 40 дена. Во периодот кога не е многу топло, во утринските часови и приквечер да излегуваат надвор, да го шетаат бебенцето. Во главном тоа е, значи да не е претоплено бебето, иначе околу негата на бебињата докторите сегде во светот и кај нас не советуваат да се бањат секој ден. Меѓутоа во овој период летен може да го измиваат во пеленската регија секој ден бебенцето, практично до пола го избањале. Да внимаваат деловите од телото кај што има набори добро да се суви, да го пребришуваат. Некогаш и само со вода да го избањале, ништо не погрешиле, значи секоја козметика бебешка е добра, меѓутоа да гледаат во минимална количина тоа да се користи, значи течности повеќе да биде на града, да цица. Бебињата што се на адаптирано млеко и тие редовно, нели, на 3 часа да се дојат и да се следи, значи да има урина, тоа е битен момент, значи ако неколку 5 сати нема урина, значи не му е доволно млеко, да се водат по тоа и да го будат бебето, ако се е поспано, поминуваат ли 3 часа, треба да се разбуди, да не биде покриено, претоплено, свежичко да биде дома. Така да тоа се, да речем, тие совети за во летниот период. Така. Ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека дадовме одговори на прашањата кои што се најчести кај младите родители. Да не се ограничиме нели само на мајката, татковците секогаш се лутат кога станува збор за новороденчиња. Па таткото може се да прави, само не може да го доиначе апсолутно и гледам дека навистина соработуваат и помагаат.
Ви благодарам уште еднаш во името на Благодарам. Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма, следете го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.